Ќе одмараат до март или веднаш по празниците активно ќе работат на решавање на проблемите со Бугарија. Различни ставови во неколку дена на премиерот и вице-премиерот околу темпото со кое годинава треба да се делува за изнаоѓање евентуален компромис со источниот сосед. Изборите кои ќе следуваат напролет во Софија во голема мера ги одредуваат размислувањата на македонскиот државен врв. Заев во интервју за МИА во понеделникот најави дека нема да се губи време. Комуникацијата со официјална Софија продолжува во насока на изнаоѓање решение. Имаме волја да продолжиме понатаму да не изгубиме ниту еден ден. Ниту билатералните прашања не треба да бидат пречка за европските процеси, па ниту изборите во Бугарија не треба да бидат пречка за решавање на билатералните разлики. Очекувам после новогодишните празници нашиот специјален представник Бучковски, министерот Османи, соодветно со министерката Захариева да ја продолжат комуникацијата, изјави Заев. Од друга страна, во телевизиско интервју запрашан за односите со Бугарија, Заев истакна дека предизборието е период кога од политичарите не можат да се очекуваат рационални потези. Наспроти ставовите на Заев дека не треба да се губи време, иако е свесен дека до изборите не е можно решение, вице-премиерот Димитров би одморал од бугарското прашање. Дел од бугарските политички сили можеби сакаат ова прашање да го користат во кампањата. И не мислам дека ќе си помогнеме ако влеземе во таа приказна. Јас мислам дека е време малку да одмориме од овој проблем и практично од Бугарија. Мислам дека е време енергијата, времето кое што не ни е бесконечно, тоа ни е ограничено, да го инвестираме во средување на собствениот двор. Споредувајќи ги договорите со Грција и Бугарија, Димитров вели дека Преспанскиот договор се потпишал, бидејќи не задирал во идентитетските прашања, што не е случај со барањата на Софија.